Стојан Тарапуза. Ѕидар. Ѕидар, ѕида, ѕид. Повисок и од рид. Поширок и од пат, пошарен и од град. Ѕида и ѕидосува. Дзида и дзидосува. Со боја го бојосува. Кога ќе го изdziда, кога ќе го избои, ќе биде како ѕуница под ѕвезда пауница. Еве една преубава, многу игрива песна од најновата збирка песни на Стојан Тарапуза, Орден и значки. Тој е мајстор на зборот. Може да се каже дека е филигран. Значи, секогаш одбира одреден збор или одредена тема околу која ќе прави некакви поигрувања. Во книжевноста за деца, особено денес, еден од најголемите предизвици е токму поезијата. Како да се одговори на потребите на денешното дете, да се задржи интерес за текстот преку стих и да се одговори на сите оние специфични потреби и задачи што ги има книжевноста за деца, кога тие ги остварува преку поезијата. Затоа што токму поезијата е оној книжевен простор во кој што може и треба да доминира звучната игра. Дидактиката тука не е само преку пораката на поетскиот текст, туку и преку вештините на правоговорот и вештините на играта со зборот и со гласот, кои што ќе ги усвои детето. А сепак и да се задржи неговото внимание. Оваа песна, колку што гравитира околу темата ѕидар, како една професија, толку е интересна и возбудлива заради самата буква Ц, бидејќи тоа е буква која што ја има само во македонскиот јазик и таа за мене е посебно драга. Мислам дека тоа е една од ретките букви кои што децата и потоцна ја почнуваат да изговараат точно и коректно. Така што оваа песничка, освен што игрива, може да биде вежбана и како една брзозборка, бидејќи кога некој глас постојано го повторувате, може на крај да ви се заплетка јазикот. Така што ваков тип на песни има доволно, не само во оваа најнова збирка на Стојан Тарапуза, туку и во целокупното негово творештво. Во децениите зад нас, еден од најголемите мајстори, што ни покажа како тоа може да се направи на македонски јазик, е Стојан Тарапуза. До денес, дел од неговите песни со кои што растеа нашите генерации, се песни со кои што растат и новите генерации, нашите деца. Меѓутоа, времето во кое што живееме наметнува и некои нови потреби, вечни, но и нови теми, нова динамика и нови, а со тоа и нови предизвици севкупно во книжевноста за деца. Тие предизвици особено ја засегаат поезијата, затоа што денешното дете има еден поинаков сензибилитет и поинакви потреби отколку детето пред некоја деценија. Од тој аспект, на вистина, топло ја препорачувам. Таа може да се чита и кога децата се многу мали, да им ја читаме, нели? Па потоа да повторуваат по нас, потоа тие самите кога ќе научат да читаат, да ја читаат, нели? Ќе научат да читаат и ќе биде возбудливо за нив, еве, нели, да ја прочитаат. Се покажува дека иако веќе во 10-та деценија од својот живот, нашиот класик Стојан Тарапуза знае од материјалот на нашето време да создаде песни на нашето време за детето кое што во 21. век треба преку поезијата да ги стигне до истите цели со кои што стигнува и нашите генерации. Песна мудра, гола и без пудра. Се што се рои, не се брои. Се што се сее, не се жне. Се што се пече, не се сече. Се што се вири, не се шири. Се што се пише, не се брише. Се што се јава, не се дава. Логика здрава. Еве. Нека биде ова повик секој дете да најде и некоја своја песна при читањето на Орден и значки од Стојан Тарапуза.